Македонија има невисока откупна цена за пченицата во регионот оваа година. Цената ќе биде 12 денари по килограм, што е повисока од соседните земји. Гоце Серафимов, подпредседателот на Асоциација на земјоделци, истакна дека дополнително ќе бидат покриени трошоците за превоз. Тој рече дека оваа година Македонија има напредок во домашното производство, со што ќе се намали увозот на пченицата во државата. Цената во регионот секаде тука некаде околе движи се 11-12 денара, да речеме Србија, Грција, Бугарија, Полска, Романија. Значи ние дури може да имаме еден денар подобра цена од Србија, да речеме моментално. Таа цена е ниска, меѓутоа во моментот нели викаме пазарна економија и договорено е да сите откупувачи што ќе откупуваат да ја откупуваат по 12 денара плюс ќе го плаќат превозот. И има исто добар квалитет. Рамен од годините викаат дека на квалитетот кај нас е послаб од српскиот, да речеме. Оваа година имаме исти квалитет, идентичен, дури и подобар. Дека цената е се уште ниска, согласен останува Серафимов. Меѓутоа, како што тој истакна, очекуваат истата да се зголемува. Ова е ниска цена, ова е дури под рентабилната цена, нели што викаме за производство, меѓутоа викаме пазарна економија и тоа е така се движи. Ние апелираме сите земјоделци што можат да ја складират пченицата исто и јачменот, ќе биде платено од државата, од Министерството за земјоделие, што значи дека цената мислиме дека ќе се покачи за многу скоро, одма после жетвата, мислиме дека ќе има тенденција со покачување, затоа што има суши, цела Србија е зафаната со суши, Полска, Маđarска, Романија, мумуруските се исушени скроз и може да се десе дел од пченицата да оде за исхрана на стоката. Оваа година више комај имаме стасано до нека бројка. 30 милиона тона треба за цела годишна такова. Ние мислиме дека ќе имаме 27 милиона тона оваа година наше производство. Инаку Серафимов посочи дека со зголеменото домашно производство Македонија ќе може да го задоволи своето потребно снабдување и да ја намали зависноста од увоз. Тој се надава дека цената на пченицата ќе се стабилизира и подобри во следните месеци.